но за старт, за да можем да одработам платата. Почитување на функцијата која ја извршувам. Немаш право да покажеш и тоа не можеш да го направиш. Имам. Добро, дайте само дайте уште една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој е Таму ама до пола книга се одбележале. Нема да читаме цел. Ве молам режија. Почитувани гледачи, добро вечер и вечер во аргументи. Како и вчера, остануваме на она што е актуелна регионална тема, односите Србија и Македонија и повлекувањето на целиот српски персонал од амбасадата и полемиката дипломатска што се одвива меѓу македонската влада, македонското министерство за надворешни работи и оние во Србија. И нормално, бидејќи светската и регионална јавност се уште фокусирана на овие дипломатски односи меѓу Македонија и Србија, и особено српските медиуми кои што не штедат наслови и зборови да ја дорадикализираат, да ги дорадикализираат односите меѓу овие две пријателски земји, а тоа е дека Заев ни зари нож во грб, Македонија ни објавува војна, македонците не прислушкуваат и така натаму, наспроти на некој начин почетокот на помирливите зборови кои што доаѓаат и од двете страни и обидите веројатно се надмине оваа дипломатска криза. Но што тоа ќе се изроди и каде води овој начин на комуникација меѓу две соседни земји и односите меѓу соседите во регионот, ќе разговараме со моите вечерашни гости, доктор Липчо Ристовски, добро вечер, господин Ристовски, и доцент доктор Самуил Мачевски, добро вечер, прв пат во отвореното студио на телевизија Нова. Се надевам не и последен. Исто јас. Господин Ристовски, ќе почнам со вас, бидејќи некако десно почнуваме ваму, пошто требаше обратно, на седно ќе имаме саат и час и половина да разговараме, ќе ги отвориме сите актуелни прашања за кои што регионалната јавност говори. Денеска имавме и официјална реакција од Министерот за надворешни работи на Република Македонија, во кој што демантира дека било каква иницијатива за прислушување или идеја кон Српската амбасада не постоела од наша страна и дека се обидуваат да воспостават контакт и дека наскоро ќе дојде до непосредни разговори со српското раководство и веројатно ќе се обидат да ги спеглаат односите меѓу двете држави. Очекувате ли брзо смирување на страстите и зошто дојде до вакво ненадејно, би рекле, без пред тоа да има некаков непосреден повод, барем во јавноста, за таков радикален, како што го оценуваат многумина, став на српската страна да го порече целиот персонал од амбасадата во Скопје? Во скоро време јас не очекувам дека целосно ќе се испеглаат работите кои што беа можеби повод или причина непосредна за настанатава ситуација во односите со Република Србија. Зошто? Затоа што претпоставувам дека дипломатијата во ракавица ќе биде на сцена и се уште ќе има скриени намери веројатно и од двете страни. Знаете, согласно Виенската конвенција од 1961 година, согласно која се уредуваат и регулираат билатералните односи помеѓу државите, која што имаат прифатено и Република Србија и Република Македонија и ратификувано, ова е еден драстичен начин на реакција, без разлика каква и да била причината. Ние во дадена ситуација немаме непосредна воена опасност, непосредна терористичка закана или директни закани кон амбасадорот на Република Србија тука и така натаму. Ми се чини дека е малку пренагласено и предимензионирано како постапка и чекор. И од тука анализата може да оди во насока на тоа да се бараат нели скриените намери позадината на сето ово што се случува. Сега моите процеки не одат во насока дека Македонија има зголемено офанзивно разузнавачко делување во однос на персоналот и во однос на нели амбасадорот на Република Србија во Македонија. Мислам дека тој разузнавачки дел е само маска околу која што се кријат веројатно и подлабоки причини. Тие причини одат во две насоки. Едната насока според мене е скорешната
генерална конференција на УНЕСКО, која што треба 30 октомври да се одржи во Париз, и таа се одржува на секој 2 години. Знаеме дека 2015 година Косово, нели спонзорирано од албанската влада, аплицираше преку неговото Министерство за надворешни работи да стане членка на УНЕСКО. Тогаш не успеа за 3 гласа да влезе и да стане членка на УНЕСКО, и веројатно, пошто на 2 години, сега 2017 доаѓа, претпоставувам дека владата на Косово не сака да ги пропушти овие моменти, да речеме престојниот месец кој што доаѓа. Јас очекувам дека тие сериозно се подготвуваат и ќе најдат начин да аплицираат на генерална конференција, која што ќе се одржува таму некаде до средината на ноември во Париз. И од тука, веројатно, ако минатиот пат спонзор беше албанската влада, претпоставувам дека, доколку аплицираат, ќе се зголемат очекувањата да Македонија биде спонзор на нивната апликација за членство во УНЕСКО. За Косово тоа е стратегиски важно прашање, затоа што тоа ќе биде првата сериозна организација или институција во рамките на системот на Обединетите нации. Знаеме дека Косово не е членка на Обединетите нации поради противењето и отворениот став на Руската Федерација, која што е членка на Советот за безбедност. Од тука не може да се стави на дневен ред прашањето за прием на Косово во Обединетите нации. И тоа така ќе биде и уште долги години. Но влегувајќи во УНЕСКО, веројатно Косово ќе се обиде да го заокружува во меѓународни рамки делот на својот суверенитет како држава. Но од другава страна имаме сериозно противење од страна на Република Србија, која што на начин што сака да го одолговлекува членувањето на Косово во X меѓународни организации, посебно во системот на Обединетите нации, тие работат сериозно и тоа го смета за прашање од висок стратешки интерес. Некаде во февруари оваа година, тогашниот председател и премиерот Вучич има заедничка изјава, значи официјална изјава на Република Србија, дека една од највисоките приоритети е прашањето да се одолговлечи членството на Косово во УНЕСКО. И тие покренаа сериозна меѓународна активност, целата дипломатска мрежа беше впрегната да работи едноставно на лобирање на пријателство и така натаму. Во меѓународни рамки односите се променија. Од 2015 до 2017 Косово го признаа дополнително 3 држави, но како и во претходниот случај, тоа не е гаранција дека тие ќе гласаат по автоматизам за членство на Косово во УНЕСКО, затоа што и минатиот пат имаше држави кои што веќе го беа признале, а сепак не гласаа. Сега официјалниот став на македонската влада да каже дека ќе го следи ставот на Европската унија. Европската унија од 28-25 држави го имаат признато Косово, и од тука, освен Полска, сите гласаа 2015 за прием на Косово во УНЕСКО. Тоа е веројатно едно сензитивно нешто кое што ја иритира српската влада и едноставно ги предизвикува да преземат превентивни чекори, да веројатно ја санираат штетата од последиците при една таква одлука да Македонија биде спонзор на апликацијата за членство на Косово во УНЕСКО. Од тука, мојот заклучок оди во насока дека Македонија, кога имаме сериозни спорови во непосредното соседско окружение, мора да се држи малку понастрана и да не истрчува да биде во жижата на настаните. Така и библиски, да речеме во Изреките 26 глава 17 стих стои дека глупост е да се вмешувате каде што има сериозна расправија меѓу двајца, а не сте повикани и не ве тангира директно вас. Тоа е исто како кучето да го фаќате за уши. Тоа е сериозна провокација. Не, но предпоставената ситуација е дека сознанијата на Република Србија, Македонија сериозно размислува и е под притисок на косовската влада и на албанските првенци од политичките партии во Македонија, кои се нивни коалициони партнери, да биде спонзор и покровител на апликацијата за членство во УНЕСКО. Добро, да видиме какво е мислењето на господин Малчевски. Предпоставувам, вие сте економист, но во Македонија сите се занимаваат со политика и особено со оваа регионална политика во која се вмешани веројатно и поголеми играчи од самите регионални држави. Какво е вашиот став околу ова? Колку долго мислите ќе трае, какви последици може да има, но и ваш коментар генерално зошто дојде до ваква една ситуација на дипломатски план? Видете, од комисијавите денеска јас малце посериозно зедов да прочитам околу темата. Искрено до Сабаљево не ме интересираше многу. И случајно најдов една изјава на Вучич кој што вика дека они се спремни за компромис со Косово. Така до тука јас не мислам дека
УНЕСКО е толку клучен фактор за нивен ваков, ќе го цитам Јеремич, дилетантски потек. Мислам дека ова е малце подолго подготвувано сценарија, ако се сетиме на низат изјави на Дачич во минатото во кој што тој даваше во Атина едно нешто, во Белград друго нешто, а после имаше некои телефонски разговори. Они се повикуваат на некакви си документи, факти кои што викаат дека се неспорни. И сега тука пак јас кој Лјупче ќе поделам на две, или ги имаат вистинските, или некој има подметнато нешто. Ако ги имаат вистинските факти, а ние бевме сведоци дека имаше јавна шпекулација дека е прекршена Виенската конференција 2014 година, кога излегоа првите бомби, па имаше шпекулации дека конвенција, пардон. Да. Имаше шпекулации дека се прислушкувани странски дипломатски конзуларни представништва, така да ова нивна реакција која гледаме од тој аспект е задоцнета. Ако ја гледаме од аспект на вмешување на нивен персонал или човек од нивната амбасада во оние фамозни настани од 27.4, нелогично е да вие најнаш ја повлечите цела амбасада, освен ако некоја истрага на МВР и некои разговори кои што излегоа во јавност не задираат многу високо во структурите во самата Република Србија, па на крај да биде добро ние ќе ги нормализираме односите, ќе ја вратиме работата како што беше пред неделата, а вие решете си го проблемот кај вас дома, оставете нас на мира. Од тука колку време ќе трае оваа клацкалица, не сум сигурен, зашто тука денес имавме едно сериозно замешување од Атина. Они денеска за прв пат се вмешаа, кажа дека се загрижени од односите, знаеме дека таа оска Белград-Атина многу добро функционира. Мене она што во овој момент ме радува е смиреноста на македонската дипломатија и изјавите на Никола Димитров, кои што одат во насока на нормализирање на работите. Не верувам многу на Дачич, колку што верувам на Вучич. Дачич денеска кажа дека утре ќе разговара со Димитров, а Вучич ќе разговара со Заев. Така да доставиме да видиме што ќе донесе утрешниот ден, па да видиме кои ќе бидат следните чекори и како понатаму. Мислите дека делумно повлекувањето значи, ако ве разбрав добро, дека целиот персонал дека може да следи враќање, но едно проветрување на дел од личностите кои што беа можеби вклучени во некои активности во настаните од 27 април? Да не направи ваков дилетантски потек, може многу поелегантно да го изведат тоа. Овој месец да повлечат двајца, наредниот месец да повлечат уште два тројца, сите што биле замешани, како полекативко да го направат тоа проветрување во нивните редови, иако сметам дека минимум 50% од персоналот ќе го сменат и дека ќе донесат нови луѓе кои што ќе бидат тука во нивната амбасада. Ристовски, некако малчески логички размислувајќи дека ако е УНЕСКО, тоа не е од вчера, тоа зошто би реагирале веднаш на ваков начин, ако тоа се подготвува 2 години. Тоа ако ве знае дека Македонија ќе биде спонзор на Јас на почетокот реков дека е ова сериозно драстичен, значи предимензиониран потек. Но тој потек праќа порака. Знаете, притиска мислите, прави притисок. Праќа порака билатерално кон владата на Република Македонија, праќа порака кон соседите, праќа порака и во меѓународната јавност. Тоа се многу ретки случаи. Во меѓународни односи, ако анализирате наназад, секој пат биле поврзани и со воени конфликти или со сериозни терористички опасности и закани. Значи, ретко кога имате спор, да речеме, од разузнавачки карактер, како што го представи српската влада. Че знаете дека во сите амбасади има скриени разузнавачи, дека сите тие се обидуваат да дознаат што повеќе информации. Тие има еден изглед, нели, се изложија повеќе него што е потребно со настаните од 27 април. Значи, висок разузнавач, нели, кој што е персонал на амбасадата, се затекна таму каде што не требаше да биде затекнат. И тоа е прекршување на Виенската конвенција. Македонската влада мудро одигра, можеби не реагираше отворено, можеше слободно да го протера, можеше слободно, нели, да марши така натаму да крене на повисоко ниво. Но државата според Виенската конвенција има право да си ги заштити институциите, има право да заштити нели, владата, функционирањето и така натаму. И имунитетот на персоналот на странските амбасади е ограничен во делот на нели вмешување во уставните работи и во внатрешните работи на државите. И секоја држава има право согласно Виенската конвенција да се штити, да го штити својот интерес. Но мислам дека прашањето да го држите Косово надвор, нели, од една сериозна институција во Обединетите нации УНЕСКО
е прашање кое што одредени екстремни структури во Република Србија го толкуваат како држање отворено на границите со Косово и прашањето на Северно Косово и можноста да евентуално Србија направи поделба на територијата на Република Косово и делот на Северно Косово, по насилен пат или било како тие ќе се обидат да си го вратат назад по украинското сценарио. Јас мислам дека прашањето за УНЕСКО е сериозно важно прашање. Може би тоа не е клучно толку позадината. Не, зборам за Република Србија и е важно прашање кое е можеби непосредниот и клучен повод за ваквата избрзана и предимензионирана реакција на Република Србија. Од тука тие кога даваат, внимавајте, председател и премиер на влада во февруари даваа соопштение дека тоа е врвен стратешки приоритет да се држи Косово настрана од УНЕСКО, со тоа да е, да се проблематизира утре членството на Косово во Обединетите нации и така натаму, е прашање кое што екстремните структури во Република Србија го држат, да се држат отворени границите, да едноставно утре постои можност за прелевање на територии. Тоа е мојата проценка и не е толку безазлено прашањето за членството на Косово во УНЕСКО. Може би тоа не е единствената причина. Може би втората причина е покренување на одредени... Важно за Македонија, важно на Србија, во која што Македонија може да биде спорадично инволвирана, па дури на начин на кој што говорите за прелевање на проблемите што ги имаат со Косово врз Македонија, бидејќи постојано било решавање на албанското прашање во Косово, вклучена и Македонија. Во случај сака да ја неутрализира владата на Република Македонија, да биде алатка за подршка на апликацијата или било како спонзор или покровител на било каква апликација за членство на Косово во Обединетите нации. Тоа е, ова се методи на неутрализација на евентуално очекувани политики, кои што може да бидат, но може и да не бидат во дадена ситуација. Од тука јас апелирам на предпазливост на владата на Република Македонија, да не се вмешува таму каде што не е местото. Во дадена ситуација не ни е местото ние да бидеме покровител на Косово, а кога во нормални околности, при нормални добрососедски односи, во други услови, тогаш може да размислуваме, но во ваква една зовриена атмосфера, каде што тоа е високо стратешко прашање на две држави, кои што се наши непосредни соседи, мислам дека треба да бидеме сериозно внимателни во тој дел и треба едноставно се држиме на страна и добра е позицијата која премиерот Заев ја најавил на српската премиерка во Трст пред неколку месеци дека ќе бидеме неутрални по однос на тоа прашање и во однос на аспирациите на Косово да стане членка на УНЕСКО. На второ ниво, реков, во друг правец, можеби очекувањата дека новиот државен обвинител ќе покрене истражни постапки за настаните од 27 април и во рамки на тие истражни постапки можеби ќе се открие посериозна инволвираност на не само на овој разузнавач што беше откриен, но веројатно и на дел од персоналот на српската амбасада. Можеби се превенира во тој дел за да утре имате нови преговарачки позиции, но тоа можеби е второстепена во дадена ситуација. Тоа е мојата проценка. На трето ниво, јас не верувам дека проструија некои шпекулации во новините дека Русија можеби праќа порака посредно преку Република Србија до Република Македонија, но мислам дека тоа е предимензионирано во оваа фаза и Руската Федерација не би влегувала на еден таков драстичен начин во мешување во овие ситуации. Мислам дека тоа повеќе е шпекулација. Во секој случај, Лјупче, апсолутно во право. Ние си имаме домашни проблеми кои што треба да ги решаваме. И во овој момент впуштање во авантура на некакво спонзорство на Косово не е во интерес на нашите интереси. Она што мора ние да го имаме во предвид дека српската страна најави дека има докази. И ние треба да видиме кои се тие докази и должни се да ги представат на нашите представници, премиерот, министерот за надворешни работи, со какви докази располага, да видиме што е тоа што толку нив ги заинтригирало, кои се тие разузнавачки действија од кои што ги приморале на еден ваков чекор. Тоа што си вака, ако се разузнавачки, тогаш нашиве се контраразузнавачки, повеќе неголи разузнавачки. И тоа го имаме како право. Тоа да слушнеме изјавата на Димитров, каде што демонтира дека воопшто имало такви активности, одат рекламите, па се враќаме да проанализираме дел од изјавите на Дачич и на Димитров. Владата на Република Македонија ниту имала намера, ниту дала наредба или инструкција, ниту извршила разузнавачки дејства против и на штета на некоја од нашите соседни земји, вклучувајќи ја тука и Србија. Ниту пак некогаш ќе размислуваме во оваа насока. Институциите на државата работат согласно законот за заштита на уставниот поредок и на граѓаните на Република Македонија. Впрочем, токму луѓето
во оваа влада ги почувствувале последиците од незаконско прислушкување и добро знаат што значи тоа. Суштината во пристапот кон регионалната соработка на новата влада на Република Македонија се темели на решавање на проблемите кои постојат во регионот наспроти создавање на проблеми. Тоа е политика на отворени врати и решенија, на нов, конструктивен и отворен пристап кон соседите. Тоа се решенија кои водат кон напредување на добрососедството, соработката и партнерството со другите земји од обкружувањето. Убедени сме дека тоа е единствениот начин регионот одлучно да зачекори напред кон перспективите кои го носат европските и за оние земји и народи кои тоа го сакаат евроатлантските интеграции. Успехот на нашите соседи е наш успех. Нашиот успех е успех на нашите соседи. Доколку постојат било какви недоразбирања, сметаме дека вистинскиот начин тие да се адресираат е директен разговор, диалог. Јас, како министер за надворешни работи на Република Македонија, уште доцна попладнето во неделата, кога ја добив нотата на амбасадата на Република Србија, директно веднаш му се јавив на министерот Ивица Дачич, не успеав да го добијам. Телефонски разговор побаравме вчера и преку нашиот амбасадор во Белград и добро е што има најави од другата страна дека таков разговор ќе се случи најверојатно во утрешниот ден и со колегата Дачич ќе имаме прилика да оствариме разговор. Владата на Република Македонија уште еднаш ги поздравува најавите од официјален Белград за заштита на пријателските односи и за враќање на состојбите во вообичаените рамки. Повторно во аргументи, во емисијата што ја нарековме шпиунски игри со дипломатска позадина. Бидејќи термините кои што ги употребуваат се такви разузнавачки на некој начин околу прислушувањето, можното прислушување, па уште еднаш ќе повторам изјавата на Димитров. Владата на Македонија ниту имала намера, ниту пак дала наредба или инструкции за вршење разузнавачки дејства против и на штета на друга земја од соседството, вклучувајќи и Србија. Земјава не презела никакви действија и мерки за да ја шпионира Србија. Општа тајна, јавна тајна е дека и сите дипломатско-конзуларни представништва во државите каде што се, согласно Виенските конвенции и други, немаат право да се мешат во внатрешните работи на земјите, но дека вршат одредени разузнавачки активности и, како што рековте вие, но и државите имаат право да се заштитат. Дали во оваа форма на заштита на Македонија од било какви други разузнавачки активности, значи и на некој начин прислушување или некои контраразузнавачки активности, дали се тоа нормални, и ако не е дала Македонија, дали како што велат србите, тоаш некој странски фактор без дозвола на македонците го правил тоа. Тоа приказна со тие странски служби, жолти комбиња, веќе од смешна. Ја мислам дека тук има еден друг момент. Нашиот договор за добрососедски односи со Република Бугарија во околностите во кои што беше подпишан сериозно влијаеше на позициите на Република Грција. И тука мислам дека он функционира она оска Грција Србија во намерите да што е можно подолго се блокира Македонија во членството во НАТО и во Европската унија. Тоа што јас мислам дека некои структури на Балканот се уште сакаат оваа територија да држат во некоја сива зона, ни вамо ни таму за некои своји лични интереси. Пак ќе кажам, не верувам дека прислушкувањето или некои разузнавачки се тоа се контраразузнавачки, го кажа Љупчо активности. Пак би се задржано на првични сега. Да ги видиме доказите кои што ги најави Дачич. Ако стварно ги има, ако стварно се вистините тие докази што ги има, не му се подметнати од некои структури, пак тука кои што сакаат ситуацијата да остане ни горе ни долу некој временски период. Ама Ристовски, сега пообратно. Дачич вели вака во интервју. Порача Дачич дека потегот што го направиле кон Македонија е порака до официјално Скопје дека се знаат и за тоа што се договарале и за тоа што се договориле. Па кој кого прислушкувал тоаш?
Ако тие се знаат што во Македонија е договорено и не знам со кого, Се знае само врши? Господ, мислам. Тоа е претенциозна изјава. Ама е збунувачка. Значи, Ние како држава и што според знаат? Виенска конвенција и според нормален разум имаме право, нели, со мерки на контраразузнавање да спречуваме одредени разузнавачки активности на соседни држави во Македонија. Така. Тоа го имаме како полно право по сите меѓународни стандарди. Во даденава ситуација ние дел од највисокиот персонал на Република Србија жив го фативме во сериозни разузнавачки активности во Република Македонија и тоа во момент кога беше сериозно загрозена безбедноста на претениците на парламентот и така натаму. И сега кога имаме една таква ситуација, кога имаме најава за нов државен обвинител и покренување на одредени постапки, веројатно може би и страво прашање да не се открие нешто повеќе, од тука ќе има промени во персоналот, што ќе се врати, но за мене е многу поважно пораката која што ја праќа Република Србија. Знаете, повлекување на персонал за период од една недела е сериозен инцидент помеѓу две држави. Да го задржите амбасадорот подолго и не најавувате дека тоа ќе биде ни 2 недели, можеби месец дена, тоа е, значи, сериозна порака за една држава и тука веќе станува збор за сериозно нарушени односи помеѓу две соседни држави. Сега, позадината можеби во овој момент не ќе можеме се уште да ја видиме. Дури претпоставувам дека ни аргументите отворено ќе бидат изложени од страна на српската влада кон нашата влада. Мислам дека ќе има уште скриени намери, мислам дека уште ќе откриваме со текот на времето позадински активности на Република Србија во однос на Македонија. Дури таму ќе имаме и меѓународно вмешување и така натаму. Јас во една прилика напоменав дека 2018 ќе биде клучна во делот на внешување посериозно на Руската Федерација на овие простори заради изборите во Босна, нели, ставот на Република Српска и неможноста да се договорат околу изборниот законник, тој поништениот член од Уставен суд. Таму можно е да се одложат изборите, но тоа е една отворена ситуација каде ќе немате официјална власт и каде што ќе може веќе отворените најави на Република Српска да се ефектуираат на принципот на украинското сценарио во делот на Крим и делот на Донбас. Мислам дека се и погрешно советувани од некои меѓународни фактори, дека може да го изведат истото сценарио што Русија го изведе со Крим и Донбас и нормално, нели, тоа да се случи со Република Српска и со Северно Косово. Јас подолго време предупредувам на една ваква можност. Мислам дека и Република Косово се уште сериозно не ја сваќа таа опасност. Мисля дека тоа е туку така, но еве во Украина се случи. И покрај сите реакции на меѓународната заедница, можеби загриженоста затоа е и голема во некои меѓународни кругови. Да, ама Русија нема да седи со скрстени раце, таа ќе сака да си обезбеди периферијата, ќе сака да направи обрч околу Романија и Бугарија и на тоа ќе мора ние да сметаме. Ќе мораме ние да сметаме дека скоро имаше голема афера и со Црна Гора пред официјалниот прием руско-српски шпиуни нешто, па се демантираше тоа, значи тие не Црна Гора се смета во моментот за затворена тема, но обидот на Русија беше отворен, флагрантен. Значи и тоа е исто сериозно прекршување и на Виенска конвенција и на меѓународни стандарди и така натаму, но и србите не знаат што да прават, признаа, па демантираа, па така некако ги вратија тие некои руски личности во. Не беше тоа баш така едноставно, иако беше далеку тогаш не обрнатне внимание, но значи влегуваме во еден вртлок на сериозно заострување на ситуацијата во овој регион на Западен Балкан, токму поради тоа што Русија ќе сака да си го заокружи своето влијание, а американците нема да дозволат овој регион да остане надвор од НАТО. И тука имаме поголем геостратегиски судир на интереси и меѓусебни влијанија. Ќе видиме сега што ќе донесе посетата на Ердоган во втората половина септември во Република Србија. Тука ќе имаме веројатно и нови состојби и односи во тој дел, нели во геостратегиска смисла, но еве да оставиме времето да покаже во дадениот момент, преблиску сме до настаните, за да можеме да од повисока перспектива нели ги доловиме сите елементи, сите факти, за да може нормално да анализираме и носиме заклучоци и нели советуваме одлуки на било кого. Пред да продолжиме, тоаш предлагам да слушнеме уште едно мислење на еден истекнат наш професор аналитичар, на професор Десковски, тука во ова студио на почетокот на летото. Тој говореше за многу аспекти околу грчко-македонскиот спор, но се осврнавме и на улогата на Србија во регионот и
генерално говореше за видна пацификација и на Србија и на регионот. Молам Режи, ако може да слушнем и ова изјава на професорот Десковски. А кој беше изворот на сите тензии во изминативе 30 години на Балканот? Србија. Поддршката за Вучич, за неговата председателска кандидатура, отворена, беше за да добијат јак човек во Србија кој што ќе може да ги повлече тешките потези. Тешките потези е откачување на Србија од источниот воз, од источниот колосек и незино придвижување кон запад. За сметка на Николич, мислите, да? Апсолутно, не само за сметка на Николич, за сметка на сите други проруски структури во Србија. Тој се уште ги нема сите. Тој ќе биде тежок процес. Во рамките на тој процес, Република Македонија има многу битна улога, бидејќи е на границата со Србија и на границата со Косово. Дел од тој процес на пацифизирање на Србија ќе биде признавање на Косово и вртење на Србија не само како кон Европска унија. До сега ги толерира во тоа Европска унија и воено неутрални, меѓутоа ќе се види дали сум во право многу скоро, во рок од неколку години, Србија пред да влезе во Европска унија мора да влезе во НАТО. Можеме ние пред нив за да видиме, сигурно. Шансата ни е пред нив. И планот е ние да бидеме пред нив. Заради тоа што на тој начин НАТО ќе дојде на границата на Србија и што е поважно на границата на Србија со Косово. Тука ќе биде НАТО. Тоа ќе има возможи поголемо маневр за действување на сојузници. Малчевски, не знам дали треба коментар на ова што каже. Ја мислам дека професорот е апсолутно во право. И мислам дека и тоа нешто Лјупчо го кажува, дека Русија е сериозно загрижена, дека не може веќе како да ги стопира тие процеси. Пробаја во Македонија да направат нешто, видува дека не успеа, излега играа со погрешни луѓе или играа на погрешна карта. Дефинитивно последниве неколку месеци нашите засилени дипломатски активности идат во таа насока. До откочување на процесите и што побрзо членство на Македонија во НАТО, а со самото тоа тоест во Европска унија. Од тука веќе како и год да се мешаат, веќе возот е тргнат. Не можат да го запрет. Малчевски, Ристовски. Една реченица, не знам дали беше баш таква, но како да провејува. Кој останува збор за председателот Вучич, кој беше и премиер на Србија, многу мене го сметаат за националист, дури имаше една таква изјава што донесе од страната на Заев, па до некој вид на малку пореметување на односите меѓу двете земји тогаш. Но се чини како да има мислење дека Вучич не знае со какви внатрешни сили Србија се уште располага и кои што може да работат надвор од влијанието на официјалните власти. Дали е тоа баш така? Дали старите разузнавачки служби од Башки действуваат на некој паралелен начин надвор од влијанието, бидејќи и Десковски вели таму има многу луѓе внатре кои што се уште проруски ориентирани, кои што на некој начин можеби ќе треба српските власти да се справуваат со такви струи кои што имат внатре во самата власт или во опозицијата без разлика. Таква амбивалентна позиција не е добра да се одржува. Знаете, да прокламирате јавно и официјално воена неутралност, тие мислам дека имаат и одлука на парламентот дека Србија нема да стане официјално членка на НАТО, него ќе ја задржат воената неутралност во дадена ситуација, да учествувате во соработка со НАТО и земји членки на НАТО, да одржувате постојано контакти со НАТО, но истовремено да одржувате контакти и со Русија и да примате воена помош од Русија. И во неколку наврати Стејт департментот јавно да ја повикува Руската Федерација да ја објасни улогата на кризниот центар во Ниш и така натаму, каде што во последниве неколку месеци е стационирано сериозно количество на оружување, нели, и воена опрема во тој дел. Како пандан на бон стил. Мислам дека таква амбивалентна позиција не е одржлива на долг рок. На краток рок можеби ќе донесе одредени предности. Знаете дека Вучич беше во Вашингтон пред некој месец
И ја знаете изјавата за Блумберг на премиерката Барнабич дека во дадената ситуација Србија ќе мора да сврти грб на Русија и да стане членка на Европската унија. Кога би бирале ќе мора да одберат. Тоа е сериозна навреда за Руската Федерација и за сите напори, нели, со кои што досега ја поддржува Република Србија во меѓународни рамки, но и билатерално. Сега, знаете, таа ситуација во даден момент ќе мора да се пресече. Да, они во моментот можеби лавираат со таа пизмен политика спрема владата на Вучич, да едноставно му е зајакнат позицијата или да му дозвола да ја зајакне позицијата, па дури со недемократско владење, за да може да донесе некои болни одлуки за српското општество во врска со, нели, Косово. Јас не верувам дека тие ќе отидат до таму да го признаат Косово како суверена држава, но веројатно ќе продолжи понатаму соработката. Тие знаете дека разменија офицери за врска. Има сега и од Косово во Белград и Србија во Приштина. Тие соработуваат на разни нивоа, но мислам дека има се уште многу отворени прашања и се уште дури мислам дека и ним не им е јасно како ќе се развива ситуацијата во однос на Косово, иако мислам дека доминантно јавноста во Србија веќе свесна и подготвена да прифати фактичката состојба дека Косово не само што не е владеено од Србија, влијанието е комплетно изгубено таму, значи Косово си има воспоставено, нели, власт на територијата и тие суверено постојат, работат, екзистираат како држава, се членки на многу меѓународни организации, меѓу кои на Светска банка и на Меѓународниот монетарен фонд, на повеќе европски институции и така натаму. Од 28 држави, 25 земји членки на Европска унија ги имаат веќе признато. И мислам дека они напредуваат, прогредираат во меѓународни рамки и тој процес е незаперлив. Тешко може да се запре, освен ако не се случи некоја глупост од типот на, нели, обиди да се двои Северно Косово, па да има воен конфликт, па да имаме нови преговори и така натаму, што мислам дека во втора декада на 21 век веќе е дегутантно ние да размислуваме во такви рамки и во право е актуелната влада на Македонија кога вели дека ние треба ги заборавиме тие начини на решавање на односите помеѓу соседите, дека треба да гледаме малку од поинаква перспектива и едноставно да ги попуштиме тие ретроградни размислувања, да гледаме малце по-прогресивно и да сватиме дека перспективата на овој регион е во Европска унија и нормално е членство во НАТО заради глобалните предизвици, закани од тероризам, меѓународен и така натаму. Може да не сме далеко од вистината ако го земеме во предвид ако не го подцениме Дачич. Со оглед на минатото од каде што тој доаѓа, во минатото какви функции обавувал, значи он доаѓа од една сериозна структура која што имаше тесни врски со УДБА. Така да и неговото политичко делување беше надворот од рамките на официјалните ставови на Белград на моменти, точно оди во насоки на подривање на позициите на Вучич и на едното можно членство на Србија во Европската унија. За НАТО се уште ќе видиме како ќе се одвива тој процес, барем мене не ми е јасен. Од тука и ова наеднаш негова одлука да ја повлече ЦР персонал на амбасадата, пак може и да задира во некои такви структури кои што се ги гледаат некои позадински интереси кои што не можат да си ги остваруваат во регионот ако Македонија стане членка во НАТО, а подоцна и во Европската унија. Чески, во Солун имаше средба трилатерална меѓу Србија, Бугарија и Грција и тоа со многу скепса се гледаше од македонска позиција што овие три земји кои што во историјата не биле, нели, стално имале некои своји интереси на територијата, на народот, на јазикот од своји аспекти, но се чини дека договорот за добрососедство со Бугарија како да ги помрси конците на ова оска за што говоревте Србија, Грција, иако тие како да не го очекуваат тоа. Јас мислам дека договорот за добрососедство меѓу Македонија и Бугарија многу структури затекна. Прво не се очекуваше дека еден таков договор ќе се подпиши за толку брз и краток временски рок. Очигледно дека претходно бил добро подготвуван теренот и кај новата влада во Македонија и во постојната влада во Софија. Без да навлегуваме во техничко коментирање во детали на договорот. Имавме и одма реакција од Атина која што беше запрепастена и изненадена од чинот на подпишување на самиот договор. И после неколку месеци, тоест нема ни еден месец, колку се, 2 недели, 3 се во прашање. Имаме ваков потек од Србија, кој што пак, ако го цитираме Јеремиш, тој вика дека е дилетантски и шарлатански потек. Така да мислам дека од брзите чекори со кои што Македонија, ние бевме во една ситуација статус кво, икс години. Некои процеси веќе се откочија и веќе тргна тркалото напред да се движи. И
тоа се сериозно загрижени пред се Атина, а со самото таа оска Атина Велград. Коđes сепак ќе дојде, имаше мали дилеми дали овој настан ќе го поколеба, но фактите говорат дека 30-31 тој ќе биде тука, штом доаѓа, ако во најмала рака ќе биде продолжување на градењето на мерки на доверба, но веројатно се стеснува просторот и за конкретни преговори околу можно наоѓање решение околу спорот на името или примат на Македонија во НАТО под референција или без референција. Значи нешто се движи во регионот и не случајно може би доаѓа Коđes во возвратна посета на Скопје после посетата на Димитров на Атина. Без разлика што говореше за црвени линии дека нема ништо да попуштат, но самиот факт како вие го коментирате доаѓањето на Коđes? Во даденава ситуација не само Република Грција, него во даден момент и Република Србија ќе мора да следи новата политика на македонската влада во смисла на подавање рака на пријателство и добрососедство. Значи, посетата на Коđes нема да донесе ништо спектакуларно на Македонија, но е добро да се среќаваат и во Атина и во Скопје. Добро е да има разговори, оти нели уште Цицеро на времето рекол дека ако двајца сака да се разберат помеѓу себе, тие ќе мора да разговарат и комуницираат едни со други. И при тоа ќе се гради довербата нели во разговорите, но во дадена ситуација политичката констелација во Република Грција не дозволува да имаме позитивна разврска на состојбата во однос на прашањето за уставното име на Република Македонија и спорот кој што го има Република Грција во однос на тоа прашање. Мислам дека нема да има предвижување во делот на таквото решение, повеќе ми се чини дека ќе се оди во правец на притисок да се испочитува спогодбата нели од 95-та со Република Грција, каде што Грција прифаќа отворено Македонија да членува во меѓународни организации под нели привремената референца во рамки на системот на Обединетите нации. Не мислите дека има промена на контекстот на надворешните влијанија и врз Грција и врз Македонија, дека ова е сега време кога ако нас не притискат и да притискат и Грција, дека не е стандардната процедура на диалог, туку како да има некој поттик меѓународеност што доаѓа од страна на САД и на Европската унија, веројатно во спрега заедно. Грција во даден момент ќе мора да прифати реалноста, нели после одлуката на судот во Хаг и после нели објективниот аргументи во спогодбата дека не смее да попречува Македонија да членува под нели привремената референца во меѓународни организации, особено во НАТО, и кога имаме повисок приоритет нели на рангирањето на интересите на меѓународната заедница и геостратегиската ситуација во регионот, мислам дека меѓународната заедница, особено Вашингтон, ќе притиска силно на таа оска. Тие ќе даваат отпор долго време, но во дадена ситуација ќе мора да пресечат и ќе попуштат под притисокот Македонија да стане членка на НАТО со привремената референца. Иако тие сака да го искористат дадениот момент да притиснат да дојде до какво такво решение околу нели уставното име на Република Македонија, мислам дека владата на Македонија ниту има политички капацитет во дадениот момент, нити е стабилна политички да може да се зафати со решавање на едно такво клучно историско, ако сакате, прашање. Без разлика дали тоа ќе оди на референдум или нема да оди на референдум, мислам дека нема да се дрзна да одат во таа насока, затоа што ќе треба малку повеќе време, како и впрочем за се друго. Знаете, методологијата на владење во изминативе нецели 100 дена на владата, може би е време да почнеме малку да анализираме, е брзо потезна. Знаете, една таква методологија не остава простор да демократската јавност не го искаже своето мислење, да ги искаже своите ставови ниту во односот на спогодбата со Република Бугарија, каде што имате многу отворени рани. Сега, знаете, дали е историски, стратегиски интерес на Македонија да гледа чашата до полуполна, не знам. Тоа е веќе прашање за размислување. Исто така и во однос на нели внатрешните прашања со нели притисокот на албанската заедница околу нели законот за употреба на јазиците. Таму исто така демократската јавност, стручната научна јавност е спречена да дебатира, да размислува, да анализира и да едноставно влие на содржината на договорот, исто како што беше спречена да влие на содржината на договорот со Бугарија. На таков начин ми се чини не е добро да се водат владените политики. Мислам дека треба навреме да се освести владата, дека нема сериозно, стабилно политичко мнозинство во парламентот, за да може на таков начин лагодно да се однесува и да ја неутрализира или да ја
ја става на страна или да ја анестетизира демократската јавност, да може стручната научна јавност да размислува, да дискутира и да анализира. Прашањето за името, значи, е прашање од тежок калибар, јас постојано тоа го говорам и за тоа ќе треба сериозни тимови да се вклучат во преговорите, разговорите со Грција. Не може вака преговарачи така натаму, мора да има сериозни тимови, ќе мора владата посериозно да се зафати. Штом се почнати во дадена фаза разговори, кои прераснале во преговори, тоа прашање еден ден ќе мора да се затвори и Македонија ќе мора да влезе во директни преговори за да го утврди новото уставно име, кое што нели ќе задоволи дел од потребите и барањата на Република Грција. Јас тоа одговорно го тврдам, тоа не е ништо страшно, ако ние имаме малку повеќе мудрост во нас и ја задржиме придавката македонски за меѓународна употреба, нели adjective Macedonian, за меѓународна употреба и тогаш веќе ние имаме отворена врата да можеме да лавираме со додавки во однос на уставното име на Република Македонија. Мислам дека ќе дојде момент кога ќе треба да се размислува во таа насока, но ако продолжат на ваков начин да работат, брзопотезно и без вклучување на демократската стручна научна јавност и за останатите отворени прашања, тогаш мислам дека сме на погрешен пат, поготово што нема такво стабилно политичко мнозинство во дадениот момент да може така да се однесува и со таа методологија да владее. Пред да влеземе во студио, Ристовски не беше тука, но ми се чини дека Истото го дискутирав. Истото го дискутираме и со исти зборови. Па видите, се став околу за жал не имавме промена на власт, но практиките ни остана исти. Што исти. дебата ќе беше? Не истомисленици. Значи, не може вие да се борите икс години да кажувате нема дебата, нема присуство на демократската јавност, нема ништо и најнаш доаѓате на власт, истите мерки вие ги применувате. Барем да праша некого, да даде мислење. Имаме два клучни документи. Договор за добрососедство до сега и законот за езиците. И сега предлог законот. И сега третиот ни е стратегијата за мигранти, кој чисто така се носи без вклучување на стручната и научната јавност. Оно што не се сложувам јас со Љупчо во овој момент е решавањето на горливото прашање или проблемот кој што нашиот јужен сосед го има со нашето уставно име. Се додека ние не се доведеме во рамноправна позиција. Ние во овој момент не сме во рамноправна позиција со нашиот јужен сосед. Они се членки во НАТО и во Европска унија и го имаат правото на вето кој што ние практично го немаме во овој момент. Се додека ние не станеме член во тие две институции, се до тогаш јас не само на оваа влада, но било која една влада не ја препорачувам да се впушта во авантура, да решава. Како мислите, како би станале член, како е прашањето на името? Како се беше услов без кој не се може да се влезе таму? Значи ти имаат подпишано времена спогодба до која што треба да се држат. Во таа времена спогодба каже Љупчо стои дека они нема да не блокираат нас под референца да членуваме во НАТО, во Европска унија или во било која друга меѓународна организација. Тука го гледам напорот па и дури на потпредседателот Пенс, нели он беше присутен во Црна Гора пред пак 2-3 недели. И не случајно, они не прават ништо случајно, не случајно македонскиот премиер седеше до него на маса, не случајно беа дадени некои изјави и се тоа форма на притисок. Како во македонската страна, така и врз грчката страна. Колку брзо ќе успеат да ја скршат грчката страна, не знам. Искрено се надевам дека властите во Атина ја научиле лекцијата од 2008 година и ќе се повлечат од таа луда позиција да не блокираат. Колку што знам, во разговори со експерти, интенцијата на Македонија во овој момент, кога станува збор за разбивање на грчкото лоби во Европската унија, е надминување на 2008 година, каде што Грција не постави вето, туку имаше консензус од сите членки да не го прифатат примат Македонија и промената на името. Значи сега сите следви, сите патувања на Димитров и на министрот по нордиските земји, комуникацијата, стварањето разбивањето на позицијата на Грција од 2008. Значи оставање таа да биде сама, да биде доведена во позиција да таа да поставува или да не поставува вето. Инаку ова што го говорите Малчевски, ако ние бидеме на исто рамниште, ако ние успееме под референцията да станеме членка таму каде што и Грција, тоаш ние сме добиле битката. преговорите. Тоа може да биде дел од стратегија, дали нова, дали на некоја и на властот. И сулудо е вие да преговарате кога не сте во рамноправна позиција. Ние во овој момент не сме во рамноправна позиција. Апсолутно. Барем од момент на членство наше во НАТО и во Европската унија. Ме интригира ставот на обајцата околу брзањето на оваа влада, околу постапките околу донесување на клучни закони и документи за кои што немаше време по широката
јавност да полемизира, дискутира. А од друга страна, повикот до опозицијата да биде кооперативна, да соработува и немањето силна позиција во парламентот како мнозинство, за кое што би било оправдано да донесува такви одлуки. Но можеби токму таа позиција, тоа брзање, таа позиција ги тера што побрзо да решат нешто што со години не било така. Сега не можам да знам дали е баш така, но тоа може да е и добро, може да е и лошо. Со таа брзина може да се покренуваат. Имаш влада која имаше апсолутно мнозинство, па не правеше такви исчекори за кои што говорите сега. Со 63 пратеника. Добро, они долго време се шлепа на тој квази национализам, така да тоа се две различни позиции по мене. Гледам една македонска влада, 63 пратеника, апсолутно мнозинство, кое што не правеше такви постапки, а имаше можност. А сега во бомбите слушнавме што правеле, не им било тоа приоритет очигледно. Добро, тоа нас зачудува, сепак ако збориме за континуитет, за решавање на крупни прашања, тоаш со ваква брзина ние можеме како влада да отвараме одредени спорни прашања со соседите, да можеме да ги забрзаме процесите на разговори, на градење мерки на доверба, но не можеме да ги заклучуваме работите на така брз и така краток период во услови кога немате стабилно политичко мнозинство. Значи јас тука баш затоа, ако ви отворите прашањата, ако се развие таква дебата, значи тоа ќе има силно може и влијание кој што нема да ви дае можност да донесете одлука. Но тоа е историска насочна потреба на нацијата. Знаете, во дадениот период ние моравме како општество да ги отвориме сите отворени прашања и општеството да дебатира отворено и низ таа дебата да се изнедри најдоброто решение во сите правци, па и во однос на Бугарија, во однос на Грција, во однос на Србија и така натаму. Бугарија, што битно ќе се сменеше? Ние со децении имаме еден ист став кон бугарите и тие кон нас. Прашањето за името е децениско прашање. И сите позиции ги знаеме. Што ново би донела било каква дебата повеќе, освен ако не го решиш прашањето? Видете, на крај крајве јавноста ќе биде запозната со сите моменти, со сите критични точки, со сите можеби искриени намери ќе излезат на површина, можеби стручната научна јавност ќе дадеше нови излезни решенија, не е сета ум и си од памет во овие владини министри или во овој владин состав или во овој парламентарен состав. Не е си од ум на нацијата тука. Надвор од тој круг имаме сериозни умови, не само во Македонија, него и во меѓународни рамки. Тоа треба ние да го ставиме во функција, тоа е потенцијалот на нацијата. И тука може да се изгледат решенија кои што ние од оваа перспектива можеби од првите дрва не може да видиме шумата, но да е поинаква перспектива, можеме да видиме целата шума и да согледаме ситуацијата и да изнедриме како нација нови состојби и односи. Нели преку нови одлуки, нови решенија. Значи, многу е важна анализата. Ако вие немате издржана анализа, ако мислите дека вие сте најпаметните тројца, или ние овде сме најпаметните тројци и се знаеме, така, и нашава анализа е стручна, научна и владата на основа на тоа може да донесе одлука, ние сме сгрешиле. Треба цела јавност да се анимира. Тоа е шмекот на демократијата, тоа е смислата на демократијата. Не можете вие да речеме предлог закон за јазици да го пуштите во собраниска процедура, да не ја консултирате стручната и научна јавност. Зашто? Затоа што прво вие не сте ги консултирали, јас сега ќе го узурпирам времето, но неколку минути ќе ми дозволите да прочитам само неколку секвенции. 3. Внимавајте. 2, ако може за 2 за добиваме на реклами. Во контекст на употребата на јазиците, збориме за државните јазици. Европскиот суд за човекови права, во познатиот случај Менцен против Латвија. Внимавајте што има донесено како насоки. Судот објавува и дава до знаење дека официјалниот државен јазик, значи за тие и тие држави кои биле во спорот и така натаму, е фундаментална конститутивна вредност. На ист начин како што е националната државна територија, организираната структура на државата и националното знаме. Јазикот вели понатаму Европскиот суд за човекови права. Во нито една смисла не е апстрактна вредност. Тој не може да доведе до развод или до одвојување на оние кои што навистина го зборуваат, без разлика дали се македонци или албанци во Македонија. Значи, консеквентно, правејќи го јазикот, зацврстувајќи го како официјален државен јазик, државата влегува значи во принципите да им гарантира на граѓаните значи не само право да го користат официјален државен јазик, но и понатаму да
не дозволи да се спречува користењето и на останатите јазици. Значи, ние во предлог законот за јазици не го истакнуваме македонскиот јазик како државен официјален јазик. Се користи терминот службен јазик. Терминологијата реагираше Институтот за македонски јазик дека терминологијата мора да се прецизира. Збориме за државен официјален јазик во Македонија и во меѓународна употреба е македонскиот јазик. И не треба да се плашиме ние од тоа, напротив, кога Европскиот суд за човекови права ни дава насоки дека државниот официјален јазик е фундаментален, конститутивна вредност, еднаква на националната територија, на организацијската структура на државата и националното знаме. Понатаму, рамковната конвенција за заштита на националните малцинства, во нашиот случај за малцинските заедници, вели дека има explanatory report. Значи, оваа конвенција вели дека Преведувате се директно? Преведувам од англиски, сега малку поспоро ми оди затоа. Можностите за да се изучуваат малцинските јазици и да се примаат информации и инструкции на тие јазици и така натаму, не смее да оди со предрасуда кон учењето на официјалниот државен јазик. Добро. Внимавајте, вика, знаењето на официјалниот јазик е фактор на социјална кохезија и интеграција. Понатаму, високиот комесар за национални малцинства на ОПСЕ исто така вели дека државниот јазик е ефективна алатка за да се обезбеди кохезија на нацијата. Значи, ние во предлог законот за јазици не ја активиравме она практика што е во меѓународни рамки, меѓународни стандарди, за да можеме да го потенцираме македонскиот јазик како официјален државен јазик, но нормално да ги унапредиме во сите правци по хоризонтала јазичните идентитетски права на малцинските заедници во Македонија, посебно на албанската. Имам прашање за тоа, но да услушнеме малчински да се што го узурпирав, но сакав да отворам друго. Суштината во целата приказна е дека некој 5, 6, 7, 10 години не убедуваше дека во држава нема демократија, не се слуша стручната јавност, се носат решенија, закони преку ноќ 100, 200, 300, 500. И онеј момент кога истиот тој дојде на власт, ја продолжи истата пракса. Или од негде 91-2 година во државава систематски интелектуалците се отстрануваат од општествениот и политичкиот живот на сметка на големите послушници. Кога ние би имали интелектуална дебата, стручна и научна држава, многу работи не би се случувале кои што се случуваја до сега. Искрено јас повеќе очекував дека ќе решаваат економски, здравствени, социјални прашања, образованието кој што е горлив проблем на државата. Они прво се зафатија со законот за јазици и со стратегијата за мигранти, нешто што во овој момент па ја не гледам како би помогнало ниту на македонците, ниту на албанците, а плюс што никој од нив не излезе и не кажа колку буџетот ќе го кошта сето тоа. Дали е таа стратегија за мигранти, дали е законот за јазици, кои се буџетските импликации во дадените случаи, колку ние како граѓани на оваа држава ќе плаќаме плюс од тоа што досега го плаќавме заради мир во некоја си коалиција. Добро, сакам да ве разберам, значи можеби има вистина во тоа што говорите, ако приоритет им беше меѓународната политика и тука се зафатија со сериозни прашања на натешно политички план, како да действуваат без компас и не знаат што се приоритетни задачи и почнуваат од се помалку да се чепкаат и затоа доаѓа до јавноста дека не знаеме кој ден за што расправаме и за што ќе отвориме дебата. Одиме со реклами, а потоа завршен збор за моите гости. Аргументи вие гледате со Љупчо Ристовски и Самуил Малчевски. Говориме за отворените прашања меѓу Србија и Македонија, односите во регионот. Се разбира во сенката на играта на големите сили Америка и Русија, иако најмалку ги споменавме денеска, но затоа пак влеговме во внатрешно политички прашања. На некој начин почнавме да ги поврзуваме на дворешната политика со внатрешно политичките интереси во Македонија. Дали прашањето за УНЕСКО, за кое што инсистирате вие дека е едно од важните прашања по кои што Македонија ќе треба да се изјасни, како што говорите вие, е на некој начин, кога вели Димитров, ние ќе се однесуваме така што ќе ги запазиме државните и национални интереси во Македонија. Но Македонија е мултиетничка држава и веројатно при тоа, говорејќи дека мора да водат сметка и за албанците, и за србите, но и за македонците, што е малку поразлично од она што Србија го има како приоритет, бидејќи таму Косово е малку подалеку, не име во Белград, има друг однос кон
албанското прашање. Тие односи, веројатно, треба да ги имаме предвид кога расправаме за тоа што Македонија и како ќе се однесува не само кон ЮНЕСКО и воопшто во односите со Косово и со Србија. Кога давате одговор дека ние се уште не знаеме дали Косово ќе аплицира или нема да аплицира за членство во ЮНЕСКО, при тоа заобиколувате да ја кажете вашата позиција што во случај ако аплицира за членство, дали вие ќе бидете спонзор и покровител на таквата апликација или не, за мене е скриена намера кон јавноста. Значи, владата мора да се ослободи од тоа бреме и отворено да ги кажува работите. Има намера или нема намера да биде покровител и спонзор на апликацијата или во случај да се одлучи владата на Косово да аплицира или не. Чекайте, може да е спонзора да не гласа? Или битно е како ќе гласа? Не, ако сте вие спонзор, вие автоматски ќе гласате, тама работа, ако вие сте спонзор, а не гласате. Но може да не сте спонзор, ама да гласате. Така, може како што беше 2015. Да не сте спонзори да гласате, знаете. Добро е да се водат од македонските национални и државни интереси и во таа ситуација сме во ред. Но доколку има скриена намера, а се сака нешто да се подврне во дадена ситуација, во смисла на тоа ако се одлучи Косово, а јас сум убеден дека ќе се одлучи да поднесе барање за членство во ЮНЕСКО и нормално ако претходниот пат 2015 покровител била албанската влада, во овој случај ќе бара македонската влада да биде под притисок на коалициониот партнер. Добро. И веројатно има некој размислување на основа на кој што, нели, Република Србија го покрена целиот овој Тоеш не треба да гласа Македонија, бидејќи Србија не притиска. Позицијата на Заев да остане на страна и да биде Македонија неутрална во однос на членството на Косово во оваа фаза, поради заострените односи со соседите, е сосема коректен став. Затоа што Србија е напред да биде заострени. Значи, ние треба да почитуваме реалноста. Притисокот што го направила Србија ќе вроди со плод, тоа што го говорите вие. Тоаш Македонија од денес натаму ќе биде воздржана затоа што србите ја повлекле амбасадата. Па Димитров рече ние нема да трпиме некој друг да ни води на нашата кадровски политика. Влијанието од странство. Значи, тоа што е наша цел, без разлика дали Србија повлекла или не повлекла персоналната амбасада. Реалноста во дадена ситуација е таа, Македонија не треба да се вмешува во туѓ спор. Тоа е туѓ спор. Па вие се и мудро е да си останете на страна. Ама што е тоа по страна? Ставот кој што Заев и го ветил на српската премиерка дека Македонија ќе остане, нели, воздржана во гласањето за членство на Косово во ЮНЕСКО. А зашто би го променила ставот од 2015 до сега? Кој? Македонија. Па затоа што има притисок од коалиционите партнери, тоа треба си го изменаџира Заев и владата внатре во коалицијата. Ако има притисок од коалиционите, ќе гласа за како што гласала 2015. Зошто сега би го променила ставот од 2015? Тоа треба да прашате владата. Не доаѓаат. Тука нека си одговори зошто. Малчески. Затоа што има променета меѓународна констелација, променети односи. Ма затоа и се прават тие притисоци од надвор за да го промените ставот кон нешто што не е ваше. Ако имате интегритет во гласањето, ќе гласате така како што се гласали. Па 2008 минатата влада го призна Косово. Не се случи вака ништо. Да не се разбереме погрешно, само како. Не, да се разбереме вака. Значи, признавање на Косово и ЮНЕСКО се две различни работи. И нивото на интензитет е многу поразличен. Па не реагираше што сме го признале Косово, ние треба да бидеме партнери да го поддржиме во неговите меѓународни аспирации да стане член во останатите меѓународни организации. Да не се разбереме погрешно, тоа така треба да биде. Но во дадена ситуација имате вознемирена констелација во нели во регионот, направена е вознемирена. Со цел да биде така. Ја така ја разбирам работата. Нормално, вие треба да менажирате ситуацијата. Секој прави нешто. Вие мора да реагирате проактивно во однос на тоа. Добро, и да имате свој став. Ако притисокот со повлекувањето на амбасадата ја заврши да србите работата со Македонија, да биде воздржана, како што Заев истрчал и кажал дека ќе биде воздржана, па тогаш неговите коалицијски партнери албанците пак искочат од влада, па нека ветува нешто друго тогаш. Што да ви кажам, па сега кој е побитен, албанците во Македонија или не одиме на тоа ниво на дискусијата. Нема, одиме затоа што и експертите во Македонија и министерот рече дека ние имаме наши односи кои што во меѓународен план се произлезени од односите во коалицијата, од мултинационалниот карактер на Македонија. Значи, македонската влада води сметка за своите граѓани внатре, бидејќи има и албанци, има и срби. И е многу тешко да балансира. Да, ма не може да биде национален интерес перспективата на Косово.
може да биде од аспект на добрососедски односи утре, да имаме просперитетна, развиена држава и така натаму. Во даденава ситуација таму има уште отворени прашања кои што треба да се решат. Планот на Ахтисари од 2007 не е исполнет. Таму немате заштита на културно-историските знаменитости, на културното наследство и така натаму. Значи, таму имате манастири. Погледнете страницата на Косово во УНЕСКО, ќе видите дека тие уште не се обраќаат со ФИРОМ. Внатре сме ние ФИРОМ. Во нивниот промотивен материјал, промотивната веб страна за Косово во УНЕСКО, Косово не нарекува ФИРОМ. Што ако утре стане членка на Обединетите нации и не признае под ФИРОМ? Исто како Албанија. Па веројатно што имаме ние за возраст во тој дел? Решиле проблемот да не се албанците наши албанци кои па се заинтересирани. Ние сега ќе бидеме спонзор на држава која не нарекува ФИРОМ во промотивниот материјал за влез во Добро, пробав да полемизирам бидејќи цело време исто мислевте, Не, добро. Не ви се нормални околности треба да ги поддржиме соседите да одат напред во нормални околности, но имаме ненормални околности, ненормална ситуација која може да се одрази, имате директна закана дека ќе го промена ставот во однос на признавањето под уставно име. Без разлика, но тоа може во даден момент да се пресече и да стане реалност како што е ова реалност. И пак ќе процените што е повисок приоритет во моментот, Косово во УНЕСКО или да си го задржите? Сепак пријателот. Да се водиме од нашите национални интереси и да видиме што во државни, грешно се изразив. Сваќам за македонците. Што во овој момент за Македонија е најпрагматичен пристап. Јас не верувам дека УНЕСКО ќе биде толку горливо прашање кој што ќе го се решава во следните месеци. Тука не се слагавте, да. Да, повеќе мислам дека настаните од 27.4 и интенцијата на странскиот фактор да го реши тој кобен ден по македонската демократија и директното рушење на уставниот поредок, ако сакаме да го крстиме така, е многу поклучно него прашањето на Македонија, на Косово во УНЕСКО. Ако е така, што не го протерија македонскиот амбасадор во Белград, кој што направи во 2008 година. Ова е нешто посуштинско и затоа ни најавуваат решавање во етапи. Затоа ни најавуваат дека наредната недела ќе вратат дел од персоналот, па после не знам, ќе видат амбасадорот кој ќе го вратат. Очигледно е дека ќе има некоја тајна дипломатија која што на крај ќе заврши со некој. Има ли логика да говориме дека влијанието на Србија и на Русија и на Америка е значително? Има ли може да говориме дека влијанието на Србија, на Америка, во однос на Србија, може да биде поврзано со тоа што таа го прави на некој начин со Македонија? Значи да сака да дисциплинира, да доведат во ред и Србија да оди по тој пат по кој што наумиле, бидејќи се премногу блиски до Русија. Дали е тука вмешана српската амбасада и Македонија на некој начин како тло, е прашање. Меѓутоа, несомнено дека има некои големи играчи кои што се вмешани во овај. Па апсолутно не би излегла таква афера ако нема ништо. Да. До таа мера да се говори за ние знаеме, вие знаете, сите знаат, се престушуваат и знаат. И цела јавност очите ги има вперено. Да, и сега немаш ништо, утре извинете, ништо немаш. Видете, ако е толку за домашна употреба, тоа би било премногу, значи чинот е премногу голем за да биде ништо. Па видите, ако не се правиме наивни, ако некои глави се во прашање или ако таа истрага не завршува само на човекот кој што не ми текно како се вика на 27.4 влегол во собрание годи малце повисоко во таа нивна хиерархија, па дури оди на моменти до Дачич, што ова практично е, ако Вучич дава изјави на смирување и некакви, Дачич дава сосема спротивни изјави од Вучич, така да не би ме чудело да и тоа е дел од нивната тактика. Да на крај биде вие, како што кажав на почеток, решите си го проблемот таму дома, нас оставете не на мира, ние сгрешивме, направивме што направивме, ако сакате да имаме некои нормални односи како две држави, тоа што геостратешки едните од другите зависими. И економски. Да, економист. Значи, ние, фала Богу, веројатно не можеме да кажеме дека имаме прекин на дипломатските односи. Апсолутно да, немаме прекин. Може привремено, бидејќи е празна амбасада, значи нема ни конзуларно деле, ништо не работи, не знам кои се функциите, но се надевам дека нема да дојде до целосен прекин на односите, што значи економски санкции, мерки, од кои што и двата народа би трпеле многу повеќе, освен една игра на шпионски игри и дипломатски позадини. Па и јас го мислам истото, дека тоа со странските служби и жолтите комбии на тоа ќе заврши. Не верувам дека ќе се оди во некој посериозни ембарга, затварање на граници или не знам, скроз прекинување на дипломатските односи. Иако во даден момент не беше тоа исклучено, ама
кога гледаме што едни на други си кажуваат и какви пораки си праќаат, мислам дека во некој догледен временски период ќе дојде до полека нормализирање на односите. Колку ќе трае тоа нешто не знам, јас би апелирал тоа да биде што е можно побрзо во интерес на и на граѓаните на Република Србија и на граѓаните на Република Македонија. Висовски ви рекол дека тоа ќе потрае, но веројатно формално правно ќе се смири со 2-3 недели кога ќе се вратат персоналот и прочистен, непрочистен и амбасадорката, ако биде истата. Мислам дека не им одговара ни на српската влада, ниту на македонската влада да трае вака долго да не започнат, мислам да смируваат топката. Не им одговара да остане вака разбуркано морето. Мислам дека ќе треба да се нормализираат односите, но препукнувањата ќе одат, ќе траат, ќе има скриени агенди, ќе има скриени намери и така натаму. Знаете, Србија губи позицијата во Македонија, тоа е факт. Ја имала достаточно долго, да не речам 100 години наназад, имала некое влијание овдека по разни основи и во рамки на Југославија и претходно, нели? И тие рецидиви, структури и разузнавачки и секакви во Македонија ги губат позициите, губат поддршката и од меѓународна јавност, но веројатно и од владата од Србија ќе мора да се менува политиката во однос на Македонија. Сближувањето со Бугарија е сериозен удар за позициите на Србија на овие простори, но мислам дека не треба на тој начин да се гледа, треба да се гледа дека сите треба да имаме коректна, добрососедска соработка, сите да почитуваат Македонија, нели, како субјект во меѓународни односи, како сосед и така натаму, и Бугарија во даден момент, кога ќе се отвори, кога луѓето ќе почнат да комуницираат, кога ќе почнеме ние инфраструктурно да се сближуваме и да општиме повеќе меѓу себе, притисокот од внатрешната јавност и за признавање на македонскиот јазик и за признавање на посебноста на македонскиот народ и за историјата ќе си дојде се на свое место. Во дадена ситуација, во даден момент не е така, но постепено ние полупразната чаша ќе ја полниме, нели? Со квалитетни односи со ќе дополнуваме со квалитетни односи. Да не испиеме. Сепак има и македонци што живеат во Бугарија, тоа ќе го свати бугарската влада во еден даден момент. Нормално и Србија, кога да речеме наредната гарнитура демократска ќе дојде, ќе ги отвори процесите, ќе ги промени состојбите и односите, очекуваме за 2 до 3 години и таму да се менуваат состојбите како кај нас. Нараснува сериозно демократската јавност во Србија, една нова демократска власт во Србија ќе ја признае реалноста во Македонија. Истото ќе се случи и во Бугарија, не може тоа да трае, поготово ако станеме членка во Европска унија, тогаш и границите ќе се отворат и кај Грција ќе се менува климата, односите, секој иде во друг правец. Добро, ви благодарам што извоевте време, што бевте гости во Аргументи. Се надевам дека повторно ќе имаме можност да полемизираме на домашни и меѓународни теми. Благодарам на поканата. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, следете емисијата Аргументи на телевизија Ново. Останете пријатно и со здравје. Но за старт, за да можем да одработам платата, Почитување на функцијата која ја извршувам. Немаш право да покраниш и тоа не може да направиш. Имам. Добро, дайте само Можете да сте саркастични колку што дайте уште сакате. една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане... Па тоа прашате го заев. Чекай сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на